Ваквите објави на социјалните мрежи и пораките во затворените групи на апликациите за комуникација беа причина полицијата да преземе мерки. Пишувањата за контаминирана вода од Скопскиот водовод предизвика паника во главниот град и поради тоа Министерството за внатрешни работи ги третира како дезинформации. Секторот за компјутерски криминал при Министерството за внатрешни работи презема соодветни мерки и активности. Профилите на лицата се утврдуваат и тие се повикуваат на информативен разговор. По завршувањето на истражните действија, јавноста ќе информираме согласно околностите. МВР треба што побрзо да ги открие нарачителите, креаторите и промоторите на оваа лага, која посеа недоверба и страв кај граѓаните на Скопје, вели професорот од Медицинскиот факултет Андон Чибишев. Токсикологот оценува дека доколку вакво нешто било вистина, тоа би значило голем проблем за државата и можен колапс на системот на здравствена заштита. Не знам дали тие болни умови знаат што значи таква контаминација. Иако бактеријата Ешерехија коли не предизвикува симптоми и заболување кај сите и во сите случаи, доволно е само 10% од жителите на Скопје да развијат слика на воспаление на цревата, што значи во рок од 1 или 2 дена ќе има над 50.000 пациенти. Откако вчера наутро се проширија пораки на социјалните мрежи дека водата во Скопје со бактеријата Ешерехија коли, градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски излезе на итна пресконференција каде што ги демантираше информациите, а пред камерите дури се напи вода од чешма. И јавното претпријатие Водовод и канализација и Агенцијата за храна и ветеринарство официјално соопштија дека водата во главниот град е безбедна за пиење.